преносител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. Собранието денеска донесе повеќе закони од реформската агенда на само 4 дена пред истекот на рокот поставен од Европската унија. Опозицијата даде поддршка за само еден закон, додека се чека и конечен договор за изборниот законник. Парламентот даде зелено светло за пакетот закони дел од реформската агенда. Без особена дебата, пратениците ги изгласаа законите за судска и јавно-обвинителска служба, за високи раководители, законот за користење на обновливи извори на енергија, за зоотехника. Донесен беше и законот за оружје, единствениот за кој поддршка дадеа и од СДСМ. Опозицијата реагира дека наместо вистински реформи и менување на законските решенија, се брза само да се заврши со врските во рокот. Овој закон ќе биде ретрограден, нема да обезбеди нити независност, нити развој, напротив, ќе ја капсулира и така недоволната судска администрација. Ова за нас воопшто не е реформа, ова е само брзање заради условот кој е даден и верувам и мислам дека и овој закон, како претходните два, ќе биде вратен. СДСМ со исти обвинувања и за законот за јавно-обвинителска служба. На 30 јуни повторно ќе бидеме земја која што направила и донела најмногу реформи врати од мнозинството. Скринингот го направивме и во сите документи стои дека македонското законодавство е усогласено над 60% со европското законодавство. Врз основа на тој скрининг, колега, е направена реформската агенда во 2023 година. Да вие истото она што беше усвоено од претходната влада, вие го прифаќате апсолутно. Исто како и минатата година во март, исто како и оваа година пролетта, така и сега до 30 јуни ќе бидеме држава која што направила највеќе реформи, која што ги направила најбрзо и која што добила највеќе средства од страна на Европската унија. Се чека договор во работната група и за изборниот законник, од кој зависи дали ќе се исполнат врските кои Македонија требаше да ги заврши во грејс периодот до 30 јуни, кој Брисел го даде за исполнување на реформската агенда. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Дали се заканува укинување на единствената македонска општина во Албанија, откако партијата на македонците веќе предупреди на можност појување на пустец со поголема општина. Катерина Нишкова известува на оваа тема. Катерина, за што се работи? Се работи за нови територијални поделби кои што се прават или реформи кои што се прават во соседна Албанија. Имено администрацијата на Рама бара помал број на општини и ова задава нова мака кај македонците, особено во Пустец, имајќи предвид дека постои опасност Пустец да биде припоена со Корча и на овој начин да се намали процентот на македонско население во една општина. Тоа пак е врзано со правата кои што се уживаат во локалната самоуправа, како правото на образование, на табли испишани со прекајани знаци на македонски јазик и други права кои што ги уживаат македонците таму. Денеска се одржа јавна расправа и деталите од оваа јавна расправа ги гледаме во продолжение. Дали новата територијална поделба во Албанија може да ги загрози македонците таму? И дали Пустец, единствената општина во која над 90% од населението е македонско, може да го изгуби својот статус? Ова се дилемите што се отвораат откако власта на Рама најави намалување на бројот на општините поради поголема функционалност, додека опозицијата бара зголемување на бројот на единиците на локална самоуправа. Иако се уште нема конкретни предлози од партијата на македонците во Албанија, предупредуваат дека реформата не смее да биде на штета на малцинствата. Имено според албанскиот устав, како и законот за заштита на националните малцинства, одредени права на малцинствата се поврзани со нивната процентуална застапеност во одредена општина. Со укинувањето на Пустец и неговото припојување кон Корча, постои опасност дел од овие права да бидат загрозени, коментираше попладнево на јавна дебата во Корча, посветени на оваа тема Стеријовски, председателот на Македонската алијанса за европска интеграција. Pra bashkia e Pustecës është vetmja bashki në territorin e Republikës së Shqipërisë që shumica, pothuajse 90% më shumë është i përket kombëtetit Maqedonës dhe shumë të drejtat lidhen me zbatimin e këtij ligji sepse ligji përbëhet në pakicë kombëtare
Shpremisht thotë që në ato bashki ku mbi 20% janë minoritete, ato minoritete kanë të drejtën e mësimit si gjuhës anëtare, përdorimin e gjuhës në atë bashki. Pra, në qoftë se bashkia pustet shkrihet, të gjithë këto të drejtën ne ju mbasim dhe në rreziku i asimilimit tonë. Prandaj, edhe në mbështetje të gjithë këtyre konventeve ndërkombëtare, por edhe detyrimeve që kemi ne si shtet në rrugën drejt integrimit evropian, kërkojmë që bashkia pustet të mos preket dhe shkurtimisht kërkesa tonë e dytë lidhet me riemërtimin e bashkisë Pustec në bashkinë e Prespës, sepse Pusteci është një nga 9 fshatet e bashkisë, ndërsa emri Prespë është emër më përfaqësues, përfaqëson gjithë zonën. Партијата веќе доставила официјално писмо до посебната парламентарна комисија во која се содржани конкретни предлози за заштита на правата на македонската заедница во процесот на административно-територијалната реформа. Неофицијално, идејата за можно укинување на Пустец е потикната од бугарското лопирање во Албанија, слично на обидите на неофицијални бугарски кругови за време на минатогодишниот попис во Албанија, кога дел од македонското население беше охрабрувано да се изјасни како бугарско. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Стотина граѓани вечерва во Тетово излегоа на протест со барање општината да ги врати имињата на улиците кои претходно ги укина Уставниот суд. Протестот доаѓа по серијата реакции на ДУИ која ја обвинија општината Тетово дека не се обиделе да ја заштитат одлуката пред уставен. Без многу детали за јавноста течат и последните денови од разговорите помеѓу коалицијските партнери за тоа кои министри ќе заминат од кабинетот на Мицкоски. Конкретни имиња владачката партија најавува во вторник по состанокот на извршниот комитет. Владината коалиција влегува во клучната недела за најавената реконструкција. Иако преговорите се во завршна фаза, од партијата Знам јавно демонстрираат цврст став и порачуваат дека нивните кадри успешно ја спровеле програмата и дека на Илинденска не влегле по собствена желба, туку по покана. Сепак од партијата на Димитриевски велат сите опции како и за нови министерски ротации остануваат отворени. Ова не е испитување и оценка на министрите на Знам од страна на ВМРО ДПМН. Значи, анализата се прави на работата на сите министри во владата и генерално работата на владата и спроведување на владината програма. Знам во владата влезе не заради задоволување на лични амбиции на одредени кадровски решења од Знам. Ние влеговме во владата заради остварување на програмските определби и цели на Знам, кои што се составен дел на владината програма. Постои ли можност да не се договорите и што ако не се договорите? Сите опции се на маса. Додека Знам тактизира, во коалицијата Влен преговорите се во полнек. Сепак највпечатлив е ставот на министерот за здравство Азир Алиу. Во ек на шпекулации за неговата смена, тој порача дека политичката функција не му е животна вредност и дека секој ден на работа доаѓа свесен дека може да му биде последен на функција. Секој ден кога доаѓам на работа, јас сум свесен дека може да е последен ден од политичка гледна точка, од функција министер, и затоа секој ден ми е со ангажман, со работа, за да можам денот да ми се исполни за сорешавање на проблеми или креирање на нова вредност во здравствениот систем. Дали тој придонес ќе биде како министер, дали ќе биде како експерт, дали ќе биде како професор, не знам. Како и да е, ние имаме обврска и овие се вредности кои што треба да не носат низ цел живот. Јас имам обврска кон кон луѓето кои што веруваат во мене, дека нема да застанам тука, ако сум или не сум министер за здравство. За неколку дена јавноста ќе добие конкретни одговори на прашањата за реконструкцијата на ова власт, кои ќе бидат имињата, кои ресори ќе ги добие Влен и другите политички партии. Во вторник, по седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, официјално ќе се знаат новите имиња и кои ресори ќе претрпат ротација.
Мицковски тврди дека владата по 2 години е конечно консолидирана покако што вели длабокиот минус што го затекнале и додека премиерот одбива пред време да зборува за персоналните решенија, во политичките кулуари веќе наголемо се шпекулира дека освен ресорот правда, сериозни кадровски измени и ротации ќе претрпат и министерствата за здравство, култура, како и некои од економските ресори. Новиот владин состав ќе се најде пред пратениците веќе кон средината на идната недела. Миријана Давидовска, Сител телевизија. 20 осуденици без психичка болест биле упатени на лекување во Демирхисар наместо во затвор. Народниот правобранител повторно нотира загрижувачка состојба во сите затворски институции во државата. Душеци на подот, недостиг од вода за пиење и пристап до лекар. Ова се само дел од проблемите со кои се соочуваат осудените лица сместени во македонските затвори. Според последниот извештај на Националниот превентивен механизам, главен предизвик за казнено-поправните установи се уште останува пренатрупаноста. Подобрување е забележано во затворот Идризово после реновирањето на 8-то крило, но при увидот пренатрупаност е утврдена во женското одделение. Наместо предвидените 70, таму биле сместени 90 затворенички. Во извештајот се нотира уште една слабост. Затворскиот лекар прегледува во присуство на полицаец. Имајќи ги предвид стандардите за доверливост на медицинските прегледи, Националниот превентивен механизам уште еднаш нагласува дека здравствените прегледи треба да се вршат без присуство на затворска полиција, освен во исклучителни случаи кога медицинскиот персонал ќе процени дека постојат безбедносни причини за тоа. Народниот правобранител ја проверувал и состојбата во психијатриската болница Демирхисар, каде било утврдено дека 20 пациенти со лажни психијатриски вештачења го изиграле системот и избегнале ефективен затвор. Обезбедувањето квалитетен, стручен и независен систем на психијатриско вештачење, како и зајакнувањето на капацитетите на форензичката психијатрија представуваат важен предуслов за заштита на правата на пациентите за правилно функционирање на правосудниот систем и за зачувување на довербата во институциите. Проверки се правеле и во полициски станици. Под лупа на Националниот превентивен механизам биле објектите во Чаир, Карпош, Тетово и Гостивар. Главен проблем е што во ниту една од полициските станици нема просторија за задржување и разговор со лица. Според извештајот, секаде недостасувал кадар. Дополнително, беше забележана практика на прераспоредување на полициски службеници на работни позиции и задачи за кои претходно немале работно искуство. Ваквата практика може директно да влие врз квалитетот на постапувањето со лицата лишени од слобода и да го зголеми ризикот од несоодветно постапување. Народниот правобранител алармира дека импровизациите директно го зголемуваат ризикот од лош третман на луѓето лишени од слобода. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Општина Тетово втор ден не одговара зошто воведе женски термини за капење во градскиот базен. Одговори очекува и Комисијата за